за да ве информираме вас и граѓаните за состојбата поврзани со управувањето со човечки ресурси во Министерството за внатрешни работи пред моето доаѓање и за недомачинското работење и незаконско трошење на народни пари во таа насока. Имено, од самото назначување за технички министер во Министерството за внатрешни работи, првата работа со која се соочив беше незадоволството помеѓу вработените во МВР поради донесениот огромен број решенија за распоредување и унапредување, при што предметните решенија се донесени во несоодветни постапки со евидентни отстапувања од законските и подзаконските акти кои регулираат предметните материја. Јас имам за многу работи да ве информирам, меѓутоа ќе ми треба сигурно 24 часа, така да од сите овие нерегуларности кои што беа утврдени во областа на управувањето со човечките ресурси, издвоив 3 најрелевантни. Прво, решение за распоредување. Тоа што сакав првично да го истакнам е фактот дека пред самото заминување на претходниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, и тоа само во последниот месец, изготвени се и поделени огромен број решенија за распоредување, како и решенија за распоредување на лица на работни места пониски од работните места на кои претходно работеле, без при тоа да се почитува законската одредба дека распоредувањето на пониски работни места може да се реализира само по претходно спроведена дисциплинска постапка. Исто така, донесени се голем број решенија за унапредување на вработени во МВР без при тоа да се почитува Законот за внатрешни работи и системот на кариера утврден во Министерството за внатрешни работи. Со цел јавноста да добие јасна слика за севкупната состојба во МВР, ќе ги споменам бројот на решенија донесени во месец декември 2019 година. Имено, од почетокот на месец декември до 25 во месецот, тоа е последната недела од кога Оливер Спасовски беше министер за внатрешни работи, донесени се вкупно 1050 решенија, додека во последната седмица, за само 7 работни денови, донесени се изработени 1198 решенија. Решенија се давани дури и во касните ноќни сати на 3 јануари, дури во 12 часот. Во споредба со истиот период минатата 2018 година, во текот на месец декември се донесени само 194 решенија. Тука имате и графички приказ, компаративна анализа, колку решенија се дадени минатата година и оваа година за месец декември и за последната недела. Имајќи предвид сево ова, а со цел утврдување на фактичката состојба, формирав посебна комисија за чија работа беа запознаени и представници на меѓународната заедница, а во која членува и представници на репрезентативниот и независниот синдикат. Од МПС се огледа дека е поголем и репрезентативен, членуваат двајца представници, а од независниот полициски синдикат еден представник. Комисијата имаше задача да ја утврди фактичката состојба за донесените решенија за распоредување и унапредување на работниците во Министерството за внатрешни работи во периодот од 1 декември 2019 година заклучно со 3 јануари 2020 година, со акцент да се обрне посебно внимание на тоа дали се испочитувани начинот и постапката утврдени со Законот за внатрешни работи, колективниот договор на МВР и подзаконските акти. Комисијата, која напоменувам дека решаваше со консензус, разгледа вкупно 1750 решенија, кои што се издадени во овој период. Напоменувам пак 1750 решенија. А по завршувањето на своите активности изготви детален извештај за предметните решенија за распоредување и унапредување, при што истата консензуално констатираше дека во повеќе од 100 предмети се забележуваат незаконски отстапувања од доследна примена на Законот за внатрешни работи, колективниот договор и правилник за начинот на спроведување на селекција при распоредување, како и унапредување и начинот на остварување на системот на кариера на работниците на МВР, а која опфаќаат предметната материја. Истовремено комисијата констатираше дека постои поголем број решенија кои се изготвени во период кога работниците на МВР за кои се изготвени решенијата за распоредување на конкретно работно место биле отсутни од своите работни места, како например биле на боледување, на платено и неплатено отсуство, кое нешто пак само по себе е во спротивност
како со Законот за внатрешни работи, така и со Законот за работни односи. Во однос на претходно наведените недоследности кои се констатирани од страна на комисијата, јас како министер за внатрешни работи ќе презема активности во насока на отстранување на незаконското донесување на решенијата во соодветна законска постапка, а преку преземање активности за секој од решенијата поединечно. Да бидам појасен, решение за распоредување представува поединечен правен акт, па како таков, за секое решение ќе биде преземена конкретна активност за надминување на констатираната недоследност и ќе се донесе соодветно решение кој ќе биде во рамките на законските одредби, а при тоа ќе се води сметка секое донесено решение да не биде на штета на вработените во Министерството за внатрешни работи. Токму на таков начин, со носење на законски решенија кои ќе се темелат исклучиво на законски одредби, ќе овозможиме двоен бенефит во МВР. Односно, ќе создадеме систем на кариера, втемелен на пропишаните законски норми и воедно Министерството нема да биде причинител за водење на судски постапки на име на поништување на незаконски решенија за распоредување. На тој начин ќе се заштити буџетот на Министерството за внатрешни работи преку намалување на трошоците за водење на судски постапки. Втора аномалија во системот за управување со човечки ресурси на која што најдов, тоа беше незаконското користење на наредбите. Тоа што ме загрижува е фактот дека некои грешки во континуитет се повторувале и впечаток но и фактите зборуваат во таа насока, дека во одредени решенија поврзани со процесот на управување со човечки ресурси се правеле чекори кои не се подкрепени со законот и покажуваат исклучително тенденциозно работење и политичка инфлуентираност. Како еклатантен пример за тоа ќе го наведам фактот дека при моето доаѓање затекнав состојба каде одредена група на работници во Министерството за внатрешни работи во континуитет биле распоредувани со наредба на работни места, иако согласно со Законот за внатрешни работи, наредбата не се третира како институт за распоредување на работниците, тоа е решението, туку согласно член 154 од Законот за внатрешни работи е предвидено дека наредба за извршување на итни и неодложни и специфични задачи. И истата согласно наведениот член може да трае најмногу до 30 дена. Значи, напоменувам, наредбата согласно член 154 се користи за извршување на итни и неодлучни и специфични задачи, а не за распоредување. Во Министерството наредбата е употребена како институт за распоредување, при што има состојби каде едно лице со наредба врши работни задачи и подолго од една година, а не 30 дена. А и такви состојби каде работните места на лицата кои биле упатени да вршат работни задачи со наредба, во меѓувреме на нивните работни места се изготвени решенија за распоредување и истите сега се пополнесете со други работници, што е незаконски недозволиво, затоа што основен услов за пополнување на едно работно место е истото да биде слободно и упразнето. Значи сега имаме ситуација каде што на исто работно место имаме двајца колеги со две решенија. Како потврда дека институтот наредба е злоупотребен, е фактот дека голем број вработени имаат постапки пред народниот правобранител и истиот согласно своите надлежности со заклучот констатира злоупотреба на институтот наредби во МВР и повикува да се престане со злоупотреба на институтот наредба повеќе од законски предвидениот рок од 30 дена. И трета и последна, но не помалку значајна аномалија во управувањето со човечките ресурси се однесува на вработените колеги нераспределени од Управата за безбедност и контраразузнавање. Почитувани, како што севкупната јавност знае, во изминатиот период во рамки на реформата на безбедносните структури од 1 септември 2019 година, значи минатата година, започна и официјално со работа Агенцијата за национална безбедност како правен следбеник на Управата за безбедност и контраразузнавање, при што во Законот за Агенцијата за национална безбедност е утврдено дека работниците на Управата за безбедност и контраразузнавање кои нема да бидат преземени од страна на агенцијата, ќе се распоредат на работни места во Министерството за внатрешни работи. Што значи дека претходниот министер Оливер Спасовски имал законска обврска да преземе активности со цел неизбраните работници на Министерството да бидат соодветно распоредени. Истакнувам дека и после 5 месеци од формирањето на овој правен субјект, неизбраните
избраните работници, и тоа повеќе од 130 лица, не се распоредени на соодветни работни места во Министерството со конкретни работни задачи. При тоа, истите, без никакви работни задачи и обврски, без распоредување на конкретно работно место во МВР, секако не по нивна вина, пошто и колегите чувствуваат психолошки притисок. Во континуитет во изминатите месеци примале надоместок на име плата на работно место во непостоечки правен субјект, кој престанува да постои на 1 септември 2019 година. Со цел решавање на работниот статус на предметните работници, од моја страна преземени се законски активности, прито имајќи го во предвид член 188 став 2 од Законот за Агенцијата за национална безбедност, изготви се решенија за нивно соодветно распоредување во Министерството за внатрешни работи. На крајот сакам да ви кажам во однос на фискалните импликации по водени судски постапки. Почитувани, дозволете ми да споменам дека работењето кое не е во согласно со законот, незаконските решенија и распоредувања, за жал не само што нанеле сериозна штета кај голем дел од работниците во МВР, туку и го ренуирале системот на кариера и предизвикале сериозни фискални импликации на буџетот во Министерството за внатрешни работи. Податоците кои ги добив од надлежните служби говорат дека 2018-2019 година и речиси цели 4 милиони евра се одлеале од касата на Министерството за внатрешни работи како резултат на судски постапки кои вработените ги воделе против Министерството за внатрешни работи. 4 милиони евра. Најчесто поради неисплатени прековремени часови, незаконски распоредувања и незаконски откази. Почитувани, одговорноста за ваквиот хаос е во Оливер Спасовски и неговото политичко раководење со Министерството. Како што гледате, илјадници професионалци се неправедно деградирани, со партиски и политички одлуки мојот претходник се обидел да го прегази достоинството и угледот на полицајците. Очигледно на Оливер Спасовски и на луѓето околу него не им одговара Министерство за внатрешни работи да биде институција која нема да ги исполнува законските надлежности и која ќе се бори против криминалот, туку ќе биде заглавено во административни процедури. Министерство во кое има ќе се зборува за непрофесионално работење и незаконските унапредувања со политичка позадина. Од првиот ден, односно од моето доаѓање во Министерството за внатрешни работи, постојано потенцирам и работам во оваа институција да се почитуваат и важат законите за сите подеднакво. Во оваа прилика би сакал да упатам апел и порака до професионалците и оние кои што си ја работат работата честно и одговорно, дека заврши времето на притисоци, делење решенија и откази по партиски и политички заслуги и закани. Единствени кои треба да чувствуваат притисок во овој момент се криминалците и оние кои го прекршуваат и работат против законите. Во овој момент со Министерството за внатрешни работи раководи човек кој е на страна на колегите, на вработените кои честно и достоинствено си ја вршат работата и на граѓаните кои што ги почитуваат законите во нашата држава.